Започна месец октомври, месец кој што е познат и како Розев октомври или месец за подигнување на свеста за ракот на дојка. Оваа ситуација или состојба здравствена е присутна и кај нас и се поголем број на жени, дури границата е поместена, се помлади жени се соочуваат со оваа диагноза. Велат медицинските лица превенција не постои, меѓутоа може да постои рана диагноза која што може многу да ги промени работите понатака. Велат секоја борба е лична и единствена, но таа станува многу полесна кога се споделува со некој што те разбира и кој што може да ти помогне на патот кој што ќе го чекориш. На оваа тема денеска и секако ќе ве поканиме заеднички на настанот кој што ќе се случува викендов на 4 октомври во градскиот парк. Ќе зборуваме со две дами, Ана Марјановиќ до мене, инаку онколошки пациент, па ќе ни раскажеш, Ана, и за твоето патешествие конкретно со ракот на дојка. Меѓу другото си и активистка за правата на онколошките пациенти, заедно со нас и асистент доктор Гордана Петковска од јавната здравствена установа Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје. Тоа се дамите, добро утро. Со кој што денеска ќе реализираме еден убав разговор, кој што пред се има за цел не да ги заплаши толку многу граѓаните, односно дамите, туку на еден начин да ги едуцира и да ги освести, заради тоа што овој месец, иако ние велиме, сакаме низ текот на целата година да зборуваме за тоа колку е важно да се грижиме за здравјето и ете, на некој начин, ако не може да ги превенираме работите, барем рано да ги диагностицираме. Па ќе почнам, доктор Гордана, со вас во поглед на ова, дека превенција не постои за оваа состојба, но раната диагноза може драстично да ги промени работите. Добро утро, Цица. Точно така, значи немаме точно дефиниран фактор кој е онаа причина која што го предизвикува ракот на дојка и кога немаш причината не можеш ни да ја отклониш, не можеш да го превенираш она што го зборуваме. Постојат неколку фактори, тоа женскиот пол, возраста, дебелината, неактивноста, цигари, генетски фактори, но сепак повеќе од половина кај пациентите немаме откриено точен ризик фактор. Што е причината, зошто доаѓа до појава на тој рак на дојка? Но она што со сигурност го знаеме и со сигурност го зборуваме и причината зошто денес сме тука и зошто сме толку гласни кроз цела година, како што кажавте, не само во октомври, е тоа рано откривање. Раното откривање е нешто кое што допринесува до порани стадиуми, по фин, по елегантен, по лесен начин на третманиве, да кажеме, и до подобра прогноза, нормално, нели? Да. Вистина е дека се поместува границата и дека во вашите на клиниката се среќаваат и помлади пациентки? Секако, како и во сите други малегни болести, се уште кај ракот на дојка не зборуваме дека е апсолутно поместена границата, како што да речеме во гастроинтестиналните тумори. Се уште зборуваме дека ракот на дојка е поврзан со подмината возраст, речеме подмината кога зборувам повеќе од 50 години, но тој шифт го гледаме, значи тоа подместување го гледаме секојдневно. Додуша секогаш велам дека една млада кога ќе видиш ти засенува 30 повозрастни, нели? Па може би е впечаток, но не, и светската статистика го зборува тоа, но за точно да зборуваме за бројки се уште не е официјално дека е апсолутно подместена таа граница. Но факт е дека и кај нас ги има, за жал, се помладите пациенти. Секако, ги имаме и постарите. Ана, која е вашата приказна? Може би дел од гледачите ја слушнале по медиумите, бидејќи гласно зборувате за тоа и веројатно ќе бидете уште погласни со цел да се изборите за работите кои што сакате да бидат променети во нашата земја. Со што, ајде прво вака, со какви предизвици најчесто се соочуваат или секојдневно онколошките пациенти кои што нели се соочуваат со оваа диагноза, па ќе се навратиме и на вашата состојба и се она што започна, како ми рековте, во времето на корона, кога верувам сте били дополнително поисплашени заради целата ситуација. Вака, јас сум во оние помладите, на 38 години ми беше диагностициран карциномот. Предизвиците. Предизвиците во Македонија се тешки за секој пациент, без разлика дали сте кардиолошки, гинеколошки, може би. Меѓутоа, за онколошките пациенти толку сме гласни бидејќи самата диагноза е страв за секој пациент.
И сакаме да се променат работите не само во однос на самиот систем, него и преку едукација и на самиот однос према болеста на пациентите. Во овој момент, секој еден пациент, кога ќе ја случне диагнозата канцер, пред се смета дека тоа е смртна пресуда и дека до тука е крајот. Од друга страна, јас, многу други како мене, покажуваат дека тоа не е така. Меѓутоа, треба да се смени начинот на кој што размислуваме и на кој што му пристапуваме на канцерот. Од друга страна, онака како што е организирана онкологија, секогаш го потенцирам тоа, немаме проблем со докторите, имаме проблем со тоа како таа клиника функционира. Добро, кој ги одредува тогаш тие работи, како функционира, ако не докторите? Знаете како, кога зборуваме за како функционира клиниката, зборуваме за сите оние гужви кои што на таа клиника ги има. Цела Македонија, за целиот здравствен систем, меѓутоа нели сега зборуваме за онкологија, проблемот се јавува таму, бидејќи целата држава се слива во клиничкиот центар. И тоа треба да биде, каде се стручните лица, таму треба да биде главниот третман, нели, она кое што е врвот во медицината во државата, а ние буквално се. Дури доколку имате и прашање за дали оваа терапија функционира или не, вие морате да застанете во тој ходник и да чекате со сати да бидете примени, да бидете прегледани. Докторката ќе кажете, имаат, предпоставам, околу 100 прегледи секој еден доктор секоја година, и тоа е она со кое што ние се бориме. Значи, мора да се случи една децентрализација во Македонија, односно дисперзија, повеќе го сакаме зборот во нели како тоа да се направи. Во онкологијата има терапии кои што може да се примаат во помалите центри, како Битола, Штип, Тетово. Меѓутоа тој пат ќе биде долг, ќе биде тежок, меѓутоа се надеваме дека ќе стигнеме таму. Што се однесува до самиот третман на онкологија, секој еден доктор кој што јас лично сум го сретнала таму е прекрасен, сестрите не сакам ни да зборувам. Меѓутоа, па клиниката следат едни неубави спомени од изминатите неколку години, за кои што нели ова утринска програма воопшто нема да зборувам, меѓутоа тоа доведе пациентите да немаат доверба во самата клиника и во самите доктори. Па и со се што се случува изминатите месеци. Така, се што се случува, меѓутоа постепено заедно се обидуваме тоа да го промениме. Проблеми има и предпоставувам дека уште многу долго ќе ги има. Меѓутоа, јас имам еден став дека ние цела година зборуваме за проблемите кои што онкологија ги има. Јас сум, како што рековте, активист кој што негдека по патот реши дека нема да дозволи за ракот на дојки, за сите ракови да се зборува во одредениот месец, него тоа ќе го правиме преку целата година, постојано. Она кое што во октомври треба да се разбере е она кое што го кажа и докторката. Дека раната диагноза е спасен живот. Светските статистики кажуваат дека од 98 до 99% е подобра прогнозата и преживувањето над 10 години. Они така имаат некоја чудна математика во онкологијата. Кога сте добри, велат дека прогнозата над 5 до 10 години е одлична и тоа за нив значи дека болеста е веќе непостоечка или вомирување е стручниот термин, меѓутоа дека сте вие веќе излечени. А може да се врати ако е вомирување? Технички да, може. 2 и 2 4, не се 4 во медицината никаде, вклучително ни во онкологијата. Тоа е ризик. Од што зависи? Од веројатно начинот на кој ќе живеат пациентите понатаму? Исто како што не постои причина зошто се појавил, така точно не ја знаеме ни причината зошто се враќа еден карцином, поготово посебно кога сите модалитети на лекување се соодветно спроведени, нели? И пациентот се наоѓа во едно такво, значи е излечен, нема болест. Зошто ќе се врати таа болест, навистина не знаеме. Но постои. Она што секогаш го кажувам, технички постои се, но се да надеваме дека никогаш нема да се случи позитивна мисла. Јас на тоа додавам дека позитивната мисла и дека доколку не му придадете значење, најверојатно нема ни да има потреба да се врати. Ана, како беше вашата приказна во смисла на тоа
сам бевте на преглед, ви открија, сами се прегледувавте дома, нешто почувствувавте, се случуваше, рековте, во време на корона, кога дополнително, верувам, страв, скептицизам, како се тоа ќе се одвива, моментот на прифаќањето на сопствената состојба и што понатака? Моето стигање до дијагнозата прво го објаснува проблемот со системот, здравствен систем, и она за кое што со новата скрининг програма се бориме да го промениме, а тоа е како вие стигате до онколог и како го почнувате третманот. Јас својата грудка, топче го викавме по дома, го напипав сама. Не ми беше прво, неколку години претходно напипав друго. На која возраст почнавте да си правите само прегледи? Па со оглед на тоа што негде околу 32 години првата грудка ја напипав и прв пат почнав со ехо прегледи и се што следуваше, на крај тоа заврши со операција. Ќе речам, јас лично многу порано, бидејќи имав историја на гинеколошки проблеми целиот мој живот, и тоа ми беше совет даден од мојот гинеколог, кој што многу често, додека бев девојка и се лекував кај него, знаеше да ми каже: провери се, доколку осетиш нешто, кажи ми да видиме, бидејќи јас имав постојани проблеми со хормони, имав таква некоја историја на тие болести, и тој така ме советуваше, јас тоа го правев многу често. Најверојатно затоа и првиот пат, значи кога напипав грудка, ја напипав на туширање, некако со годините си створив навика, секогаш кога сум под туш, тоа е првата работа што ја правам. Кај мене се испостави дека тоа е добро и првиот пат сама го најдов, не влегува во ниту една скрининг програма. Тогаш го отстранивме, беше кажано дека не е ништо. Меѓутоа се појавија одредени калцификати по патофизата, по истражувањето на патологија, и ми беше кажано дека од овдека натаму на секој 6 месеци ќе морам да правам ехо, бидејќи состојбата треба да се следи. Кога ќе ви кажа дека имате калцификати во градата, тоа едноставно е знак дека треба да обрнете повеќе внимание и да одите на редовни контроли, што јас редовно го правя. Меѓутоа се случи нешто во мојот приватен живот и наместо на 6 месеци тој термин го промашив. Меѓутоа во меѓувреме напипав на градата и почнав, бидејќи некако, знаете како во мојот случај, јас кога го напипав, бидејќи веќе имав некакво искуство и реков: ајде сега ќе одам, ќе закажам на државно да ме прегледаат. Го чекав тој првиот преглед, па сигурно некој си 3 месеци, меѓутоа како да бев релаксирана од претходно што беше извадено, па не беше ништо. Почекав 3 месеци, отидов на ехо, кога ме видоа на ехо ми рекоа: ништо, најверојатно е како претходниот пат, следете го, ќе го следиме, дојдете за 6 месеци. Короната веќе беше започната. Во меѓувреме, додека стигнав на тој следниот преглед, кога стигнав, докторката која што ме гледаше не можеше ни да го види, што мене дополнително, јас не сум вокална само вака и во приватниот живот сум, па и реков: ве молам, дајте ми ја раката и пипната, бидејќи јас се уште го чувствувам дека е тука. И имав едно навистина непријатно искуство, кое беше моето решение, како и на поголем дел од луѓето во Македонија, кога веќе работите не ви изгледаат како што треба, заминав на приватно. Таму ми направија веднаш, само што го ставија екото, ми рекоа дека мора да се направи мамографија, бидејќи јас не испаѓам, мамографијата е над 40 години, дека мора да се направи мамографија, дека мора да се направи биопсија. Јас кажувам, јас по лицето на доктор Папушко знаев дека овој пат не е нешто кое што, бидејќи таа ме гледаше и претходниот пат и знам како тогаш изреагира и како сега. И така започна. На приватно, добив резултати во рок од 5 дена, секогаш кога ќе ви го дадат тој лист, чувството не е убаво. Мислам, без разлика колку сте силна, колку сте присебна, не е едноставно. Меѓутоа, јас на повеќе пати сум раскажувала, кај мене тоа некако и велам дека, мислам дека и кај сите, едноставно кога ќе ја добиете дијагнозата, бидејќи изборот е се откажувам и се борам, некако сметам дека е многу очигледно што ќе одберете, бидејќи на 38 години не верувам дека, па и на 58, дека вие кој ќе добиете некоја дијагноза ќе се откажете.
Така да кај мене тоа беше тоа. Го прифатив за веќе за помалку од недела дена бев оперирана, градата ми беше извадена, стигнав на онкологија, го почнав третманот, бидејќи беше време на корона. Јас, кога ги добив резултатите, бидејќи работев во тоа време во новинска агенција, имав можност да ги споредам резултатите на тоа кое што ми се случуваше и каков е третманот кој што ми го понудија во Скопје, на клиниката за онкологија, со Австрија и со Англија, во Лондон. Ми рекоа дека тоа е тоа. Единственото прашање беше на кое што сега од оваа перспектива се обидуваме и како здружение, како Хемоонко да го промениме, а тоа е зошто те оперирале. Да, ќе се навратиме на тоа, само сакам доктор Гордана да даде едно мислење. Ана спомена на ехо ништо не се покажува, а на допир се чувствува. Како тоа вие го објаснувате? Ако некој доктор ви каже нема ништо, ама пациентот вели сепак чувствувам нешто. Видете вака. Може ли да не се види ни на ехо? Може. Постојат различни типови на карциноми, еден од нив е тој лобуларниот кој што го викаме, тој малце се крие. Значи потешко се гледа, поготово на мамографските предмети, затоа пригледи, затоа бараме, изискуваме и некои дополнителни како што се магнет на дојка и слично. Исто така доста периферни, да речеме овие што се понастрана, понакрајвите, исто така може да не се видат во случаи на овие испитувања. Многу густи гради знаат да скријат туморче кое што, еве да речеме, дијагностичките прегледи, обичните, базичните, тие што се главни, ехото на дојки и мамографија знаат да не го покажат, али пак ќе кажам и пак ќе потенцирам, секогаш има дополнителни испитувања, вклучително магнетот на дојка, а и некои поагресивни испитувања за кои што не би дискутирала. Кои што ќе дадат точна дијагноза. Операција споменавте и тоа е нешто за што сега дополнително се борите вие како активисти да се промени. Зошто, еве прво Гордана да ни објасни, зошто во ситуацијава е прва операција, знаете или не, и дали е тоа најчесто начинот на кој што соодветно треба да се третира еден карцином? Видете вака, не постои шаблон. Вака и вака треба да ги третираме. Секој индивидуална приказна. Секој пациент треба да биде индивидуална приказна и треба како така да постапуваме. Оно што е борбата во последниве години, и мислам дека веќе се придвижуваме и веќе формираме онака како што треба да биде, е дека секој пациент треба индивидуално да се одлучи. Не, ама колешката беше прво на операција, зошто јас прво да дојдам на онкологија? Значи, принципите на лекување се етаблирани, се внесени во протокол и најчесто се базираат на бројни клинички студии кои што го покажуваат најдобриот исход. Во некои случаи потребно е прво да биде онколошката терапија, односно хемотерапија, биолошки терапии, имунотерапии, какви се не, па после да се пристапи према оперативен третман. Ние сме еден Балкан каде што ножот лечи се и овој пристап многу тешко им паѓа на некои пациенти и затоа по секоја цена пробуваат прво да добијат операција. Во вашата ситуација, извинете Ана, имаше можност да се реши и без операција? Не. Вака, во мојата ситуација немаше. Каде мене ми беше даден советот, бидејќи надвор од Македонија, кога ќе кажете дека имате 38 години, имате карцином, ви ја нудат можноста, откако ќе разговарате со вашиот онколог, да го поминете третманот и по третманот повторно да ви направат масектомија, меѓутоа заедно со терапиите. Хемотерапија, зрачење и потоа да ве оперираат и да ви стават, бидејќи пред радиотерапијата до негдека не е препорачано да се ставаат импланти, во еден, еве тоа и се променува сега, меѓутоа во еден зафат да ви се направи и масектомијата и да ви се направи реконструкција на градите, и тој беше советот кој што јас го добив од надвор. Као демек не е погрешно што прво ве оперирале, меѓутоа зошто не ве прашали, не сте се исконсултирале дали има опција да го поминете тој пат? Што ќе беше различно? Во мојот случај 5 помалку операции. Јас по дијагнозата со пластика, бидејќи решив негдека по патот дека сакам да имам да направам реконструкција. Јас до овој момент четврта, пета ја рачунам и онаа претходно што ми беше на гради, значи имам веќе направено 4 интервенции на градите, што за било кој пациент е
само дополнителен стрес. Она кое што го зборува доктор Горди и кое што ние сакаме да го направиме. Знаете како, вие кои ќе добиете дијагноза рак, сакате што е можно побрзо тоа нешто да излезе од вашиот организам. И тоа е сосема разбирливо. Значи, сосема разбирливо, сум била таму, единствената помисла во моментот кога го добив листот беше вадете го да не биде тука. Тоа е легитимно право на секој пациент. Она кое што ние сакаме да го постигнеме е дека мултидисциплинарни, тумор бордови, секој пациент треба да го разгледуваат. Она кое што го зборува доктор Горд. Значи, вие кои ќе ги соберете тие првични дијагнози, кога ќе се види типот на канцерот, молекуларно каков е, големината и се останато, да седнат тим од онколог, радиолог, торакален хирург, докторката ќе каже кој фали нели во целата таа приказна, меѓутоа да седнат и да продискутираат кои се желбите на пациентот, кои се веројатно реалните можности и кој е најдобриот пристап за тој одреден. Тоа е трендот во светот и тоа е нешто кое што ние сакаме да го донесеме во Македонија. Гордана, го немаме сега, тоа не функционира кај нас. Се уште е во зародиш. Постојат одредени мултидисциплинарни тимови. Еве, јас сум член на мултидисциплинарниот тим на Оштата болница во Струмица, кој што функционира и е за голем поздрав. Како во Струмица функционира во главниот град, не? Функционираат се, тоа сакам кажам, мултидисциплинарни тимови, например, за саркоми функционираат повеќе од 30 години, се остануваат секоја недела и се одлучува за состојбата, функционираат за гастроинтестинални тумори, значи повеќе места има веќе етаблирано, а кај карциноми на дојка малце потфрламе, имавме некој обид пред 2 години веќе ќе речеме, но некако повторно беше безуспешен. Сега е повторно во подем и се надевам дека конечно ќе се етаблира онака како што треба да биде централизирано, да биде униформно и да биде за сите пациенти, затоа што оној момент што го спомна Ана на ескивирањето на патеките преку приватното здравство, преку јас сакам, јас... Да. Значи, тоа исто така треба да биде вклучено во тие одлуки и да бидат униформни по соодветно протоколите по кои што ги лекуваме. Ќе те дополнам. Правилната одлука нема да возможи само отстранување на двете дојки или воопшто отстранување на дојките. Многу често терапијата пред оперативен зафат ја даваме со цел намалување на тумор и поштедителни операции. Да една жена потоа не треба воопшто да подлежи на тие реконструктивни операции и слично. Тој период на 6 месеци, 4 месеци, колку и да трае терапијата, го користиме за добивање на информација од генетски испитувања. Можеби таа жена навистина ќе биде носител на некоја мутација, па ќе треба точно и двете дојки да се отстранат. Но не треба да поднесеме таква порака од тука дека треба да ги отстрануваме двете дојки, односно воопшто не треба ни едната се отстрани, секогаш е најдобро доколку е возможно да се направи нели поштедително отстранување, односно отстранување само на делот каде што е туморот. Ана спомена 3 месеци откако и закажале на државно, треба да чека 3 месеци за прегледот. Верувам дека во некои ситуации 3 месеци можат многу точно. Многу често не се проблем тие 3 месеци. Периодите на следење се нормална работа, но да, и тука имаме малку недостаток во моменти кога ни треба. Не се достапни, но фала на Бога имаме се уште една човечност меѓу колегите. Не се случило во моменти кога треба да побарам колешка од радиолозите и да не ме услужи подхитно за некоја интервенција, која што секако треба да се изведе, немам термин да имам речено. Каков квалитет на живот имаат пациентите кои што ете веќе го преживеале тој момент, па Ана и од искуство ќе ни каже, веќе нема така последните испитувања вела дека нема. Не, јас немам канцер на дојката веќе 4-та година, 5-та сум била. Од кога се извади? Така само јас ќе започнам, па Ана ќе продолжи, пошто квалитетот она најубаво знае да го каже. Затоа што многу луѓе си од тоа исплашени, нели? Како понатака, што понатака, многу на психа влијае, верувам, па... Точно. Болест е болест
еднаш кога ќе имаш, нели, за Да. секогаш е мислата тука, без разлика дали Да. е физички присутна или не. Она кон што се стремиме и зошто зборуваме ние за реконструкција или за цели дојки е затоа што последиците треба да се минимализираат. Факт е дека кога една жена ќе се соочи на тој предизвик карцином на дојка, следат повеќе типови на терапија, повеќе модалитети и тоа трае. Но кога ќе се заврши сето тоа, целта е да се вратат во во едно нормално живење, нормално функционирање, тие да бидат дел од ова општество, како што сакам да споменам, во една подобра верзија на себе си. Диагнозата на рак да не биде казна, туку едноставно да биде едно будење кое што треба да се случи на пациентите. Не е секогаш тоа лесно изводливо, секој се носи со стресот и со предизвиците на свој начин, но секогаш советуваме, се трудиме и охрабруваме побрзо да се враќаат на работа, побрзо да се враќаат во општеството, да се гушкаат, да се дружат, да уживаат во живот. Ана, после 4 години каков живот живеете? Па јас првото, онако што подобра верзија од себе, не знам колку сум подобрата верзија од себе, меѓутоа сум различна. Од онаана од пред 5 години пред диагнозата сум комплетно сум различна. Сум различна не како карактер, него во како го доживувам животот и нели како одам низ него. Меѓутоа треба да се прифати реалноста. Реалноста е дека вие сте се излечили, сте имале нешто, тоа дошло, си отишло, вие продолжувате понатаму. Факт е дека не секој е во мојата ситуација, кога болеста е во мирување или повеќе ја нема. Имаме доволно жени кои што секојдневно се борат, се уште се лекуваат и се соочуваат и со сите проблеми кои што ги имаме. Недостаток на терапија, недостаток на третмани, и тоа е неохрабрувачки за секоја пациентка. Мојата порака до сите нив е да не се изолираат. Заедно сме посилни. Доколку ја споделите вашата болка, вашата тегоба, ќе ви биде полесно. Не се изолирајте, дружете се, излегувајте, едуцирајте се во однос на она што значи диагнозата рак и како да продолжиме понатаму. И имам едно чувство дека во мојот живот начинот на кој што реагирам на проблемите е она што најмногу е нели. Не се откажувам да ги променам, меѓутоа па не им придавам толкаво значење, така да сметам дека треба да бидат поотворени, нели воедно ете и да ги поканиме на настанот кој што ќе се одржува оваа сабота во градскиот парк, Розов пикник појадок, кој што Сдруженијето Хема-Онко го организира во партнерство со Medicus Help оваа година. Нека дојдат, нека се подружиме, ќе размениме искуства, а проблемите кои што ги имаме онколошките пациенти, јас ветувам дека ќе продолжиме да ги решаваме во текот на годината. Ајде во октомври да потигнеме свеста дека треба да бидеме заедно, дека треба заедно да се бориме со се, на оние кои што не се дел од нашите патешествија, ја немаат диагнозата, не ве сакаме во друштвото, на време прегледувајте си се, не доаѓајте да немаме толкави бројки. Раната превенција е заштита и да се почне од таму и едноставно мислам дека позитивната мисла е навистина лек за многу работи. Да. Гордана, само уште едно прашање пред крајот. Кога да се направи првиот преглед, што им советувате на младите? Денес. Само преглед? Да, само преглед е нешто кое што нити кошта, нити е болно, нити е страшно. Јас тврдам дека секоја девојка, секој девојче, веќе од формирањето на дојките, треба да го едуцираме како не постои правилен или погрешен начин. Едноставно треба да се направи преглед на дојките, треба да го запознаете своето тело за утре да знаете дека има некоја промена доколку ја има. Значи, не постои временска граница, еве од 18 години натаму ќе се прегледуваат девојките. Баш напротив, сметам дека веќе од формирањето на градите, од формирањето, ништо параноично, ништо страшно, нели? Едноставно да се објасни и да се научи дека треба еднаш во месецот, еднаш во неделата, кој како е комотен, да се прави тој преглед на дојките со цел да се запознае со телото и доколку се појави нешто, на време да се открие.
Ви благодарам многу. Посакувам успешен настан, Ана, да се гледаме низ годинава почесто за заедно да ја покренуваме свеста, не само да биде тоа во овој Розов октомври. Јас тоа ветување го имам одамна дадено и некако оваа година успеав да не дозволам да се зборува за онкологија само во еден одреден месец. Нашата борба продолжува и ќе ја водиме се до оној момент додека пациентите со било кој вид на рак, па и со ракот на дојка, нели, не го добијат оној третман кој што го заслужуваат и треба и треба да го имаат. Ви благодарам уште еднаш Ви за благодарам убавиот на поканата. разговор.